Може? Здраво дечки, добродовте повторно во ново видео. Денеска се наоѓаме во центарот на Скопје. Снимаме видео кој ќе фрли кесата со ѓубре, ќе се добија парична награда. Може да пуштам. И дечки, јас собрав од дома ѓубре, некои работи што не ми требаат. Прв левел ќе биде значи со шишенце кој ќе го фрли шишето. Најдов некои сметки, стари нешто глупости работи, најдов еленска кожа, што реално нема да искористам. Стара е. Кеса од коледе ми остана. Пак уште едно шише, некои суплементи стари, термос, паста за зави, да си ги мијам завите, да знаете. Пак некои стари влажни марамици, уште кеси, джагара багара глупости, така да ќе ги распоредам сега све, знаеш, на купче ова. Ќе ги оставам значи некаде некоја близина на канта, некој радиус, браво. Радиус од некои 2 метри. Ќе гледаме луѓето кои ќе поменат дали ќе фрлат ѓубре, дали нината свеста е развиена и дали уште Скопје мириса на шампон. Почињаме прво со шишата. Не ви кажам што имам у раката, валја не се гледа. Сега ќе оставам некаде некоја дистанца овдека да видиме. Ќе видиме кој ќе окрене, дали ќе окрене некој уопште и може сега да имаме на One Eternity Later. 2000 years later. Ево луѓе, чекаме. Ево шишето. Постави го. Не знам која дирекција покажувам. За малце. 12:43. Јак флекс би била да иде некој од комунално и само не си го соберат ѓубрето и да си добијат пари. Дечко иначе примети овдека, ама не го крена. Чекаме уште, иако ни се погоди времево, има многу луѓе, ама никој не се замара. Јеби ga, неќе народот пари. Сега ако не се приметува, ја не знам што не се приметува. Значи, еве ја дистанцата. Еве сум и ја. Види, поише пари за мене, еј. Толку е, просто е. $12.55 имаат фора до 1.10. На 1.10 ставам уште една кеса ѓубре. Ел. Као што видовте, на никој не му чуе за ѓубрето во Скопје. Чекам. Као вика Тошо. Ќе се вратат. Не, ќе се вратат. Инаку, дечки, да знаете, ова е социјален експеримент, значи и да не го крене некој ѓубрето, ја ќе го вратам назад, не го загадуваме градот, само гледаме каква е совеста и свеста на граѓаните за ѓубрето. Дечки, веќе скоро саат време сме тука. Јас сум стварно крајно разочаран, видовте колку луѓе помина. Никој не се реши ни да погледне кон ѓубрето, така да сега јас кидам и ќе ги прашувам лично луѓето дали би го фрлиле овој, дали им смета воопшто. Parte Cristiano! Роналдо. Кратко прашање на може ли? Кажете ми вака кога стои ѓубрево, дали ви смета? Дали, например, ви паѓа во очи? Паѓа, да. Кажете ми дали би го фрлиле вака раково? Поминете ако го видите. А би го фрлил, да. Дали би го фрлиле за 500 денари, да речеме? Снимаме ние социјален експеримент, значи го оставивме веќе 1 час овдека ѓубрево. И Никој не помина преку 50 луѓе, никој ни да погледне ни ништо. Значи даваме награда на секого кој ќе го фрли, се добива парична награда. Дали сте за? За.
Ајде господине, може слободно. Да го пробам? Да, кажете ми само како е името ваше? Мирко Пучковски. Драго ми е Мирко. Ајде. Еве еден вистински граѓанин на градот Скопје. Значи нас не спасивте веќе саат време што стоиме овдека. Да. Секоја вечер ја морам да ви пружам рака. Кој си во телевизија? Не, YouTube. Знаете што е YouTube? Да, знам. Како ја сега кидам овде, телекабел. Телекабел. За YouTube? Не, ова, отел. Хотел. Да се умашам, се бев у телекабел, сега овде. Готово Мирко, фала ви многу. Фала и вас. Имајте убав ден И се за гледаме, поздрав. Значи овде господин Мирко дека е number one моментално за Скопје. Ја и Мирко сме сам. Ладно, а? Дечки, сменивме мала локација, значи отидовме малку подело ке Diamond. Видите дека нема луѓе, пак ставив уште една кесичка со ѓубре, така да кидеме да ги прашуваме повторно луѓето дали некој сака да го фрли ѓубрево. И дали му смета на некого и знаете, тие се прашањата истите од преска. Здраво дечко, краток експеримент еден правиме. Кажи ми дали ти смета ѓубрево овде кога го гледаш вака? Сметаш? Дали ако го приметиш вака кога бидел по улица би го фрлил? Не знам. Или не е наша работа тоа, што мислиш? Па не, ако го приемам. А вака дали би го фрлил, кажи ми сега ти за 500 денари ова. За 500 денари? Да. Добро, тоа што мало да го фрлим. Ајде пробај, види, што може ќе добиеш пари. Оп. Гурни го шамал. Браво. Гурај! Гурај, брај! Идемо! Кажи ми како ти е името? Филип. Филип, кажи ми прво вака, што мислиш у кој е проблемот у граѓаните, у државата, општо вако околу ѓубрево, дали свеста е развиена кај нас или не? Сите? Не е развиен. Дали уште едно друго прашање сега ќе те прашам, дали уште Скопје мириса на шампон според тебе? Да, Да? да. Мило ми е Филип, си освои награда, што беше реално на место, еве саат време скоро чекаме тука. Скоро да го фестуваме. Да. Повели, со здравје си ги користиш, чека ова е ова е мое. Да. Фала ти многу, се гледаме, поздрав. Чао. Чао. Значи дечки видовте Филип си освои парички. Значи се почестим со една мандарина од Коледа што ми остана. Ставам и таа у ѓубрето. На здравје. Добро. Девојче? Чекај, девојче. Застани. Кажи ми прво како ти е името? Алмедина. Кажи ми зашто го фрли ѓубрево? Кој повод? Дали имаше некоја свест во тебе разбудено или случајно така го виде па ти тека? Па едноставно го гледам некој дека го ставило канта, зашто да канта кога кантата е пред мене? Реално да. Кажи ми што мислиш во кој е проблемот? Во граѓаните или во нас? Во фейл. Кажи ми што мислиш во кога е проблемот? Во граѓаните или во државата? Па и во двете, помалку. двете? До менталитетот повеќе. Добро, кажи ми сега дали уште Скопје мириса на шампон според тебе? Сега мирише на дезодоранс. Браво. Значи видовте уште едно девојче, значи се појави прво и девојче што реши дека паметно е да го фрли ѓубрето во канта и ќе се добие пари награда. Така да, повери Алмедина, мило ми беше. Ти благодарам. Лайк, сабскрајб и се гледаме. Седовме малце кафе да пиеме пошто е залади. Што ме снимаш? Што ми пари да не саш? Седнавме малце кафе да пиеме и кидаме уште некој ѓубренце да оставиме. Лайкнете, сабскрајбнете се да гледате вакви видеа. Ако не се сабскрајбнете, нема да гледате вакви видеа, како да ви кажам. Значи сабскрајбнете се да гледате вакви видеа. Почекаме, ако не ќе си прашаме пак. Ма да видовте само едно девојче од толку многу луѓе, значи позитивно се изненадив, што барем некој им уште е развиена таква свест у државата.
Дечко, краток експеримент правиме, брат. Кажи ми дали ти смета ѓубрево овдека што го гледаш? Смета, да. Дали би го фрлил вака ако го видиш само ако поминуваш натака? Сигурно. А дали би го фрлил за 500 денаријата да речем? Зашо да не? Чисто ете више 2 сати утепавме чекање. Сврти се наке камерата. Браво, кажи ми кој е ти името? Андреј. Именјак. Респект. Кажи ми брат, дали мислиш дека проблемот е кај граѓаните, кај државата, кај кога е зашо има волку ѓубре? Па сигурно кај граѓаните. Добро, и уште едно прашање, кажи ми дали Скопје уште мириса на шампон според тебе? Да. Да, добро, именјако мило ми е, еве ти вака и парички, Фала ви. лесна работа и се гледаме. Поздрав. Фала ви Чао. многу, поздрав. Чао. Дечки, видовте, улета еден именјак, така да више и залади ептен. Се надевам дека ви се допадна видео, дечки, значи лајкнете, сабскрајбнете се за да гледате вакви видеа и се гледаме во наредно видео. Поздрав!